Докторе, како влие температурата, пеколната жештина врз што туку родените дечиња, па се до некој 5, 6, па можеби 7 годишна возраст и особено оваа температурна разлика која што ни се појавува со наглата промена на временските услови? Па како кај децата, така и кај возрастите, нели, овие промени, нагли промени на температурата, високите температури и наглите промени кога доаѓа до пад на температурата имаат влијание секако и кај децата. Многу е битно начинот на кој што ќе се прилагоде, значи самиот детски организам на сите тие промени нагли што стануваат. Многу е битно да не дојде, кога имаме високи температури, да не дојде до презагревање на ова. Значи се советува секогаш од нас педијатрите да биде тоа, значи да не биде презагреано детето во однос на облекувањето. Втората работа што треба да се внимава, кога имаме високи температури, секогаш е зголемен, мислам потребата е зголемена за внесна течности. Во такви високи температури, мислам потребите на детскиот организам, како и кај возрастите, во однос на внесот на течност е многу поголем. И на тоа треба најчесто да се внимава. Иако и високите температури доведуваат до тоа да самите деца заради внесување на храна која што е лесно расиплива, да дојде до најчесто повраќања, па и проливи, и тоа е многу честа патологија во овие периоди кога имаме високи температури. Ние советуваме на родителите, значи обавезно миење на раците и да се внимава на внесна повеќе течности во овој период и да се внимава на каква храна се употребува. Ове лето секогаш и бебето и детенцето, да речеме од 5 или 7 години, се носат на одмор. Се менува тогаш средината. Што треба родителите, на што да обрнат особено внимание, за да одморот биде пријатен и за децата, како и за возрастните? Па секогаш родителите и обавезно да прават консултации пред да доаѓаат, пред да заминат на одмор со своите мали дечиња, доаѓаат на консултација кај нас педијатрите за совети што обично на што да внимаваат, што да понесат во нивната, да речем, ова мала амбуланта, така да ние им советуваме обавезно, значи средства за заштита од сончење, значи да се земат фактор 50 најчесто, потоа да се земат електролити обавезно, значи и антипиретици, значи средства за температура. Заштита исто од комарци, затоа што во земјите кај што престојуваме обично има комарци, така да и убодите од инсекти треба да се внимава. Тоа се најчестите препораки и секогаш инсистираат да земат и нешто за алергија, евентуално или некои антибиотици, иако ние не советуваме сами да употребуваат на свој начин. Така. Промената на температурата, доктори, присуството на детето во водата и изложеноста на сонце, колку од прилика треба и како да се балансира? Видете, значи, многу е битно детето што влегува во вода. После тоа, од која ќе, без разлика дали тоа ќе биде 15 минути, половина час, зависи од температурата на водата, многу е битно после тоа да се избрише со пешкир, со крпа. На тој начин нема можност и да биде обавезно под сенка. Значи во периодот кога е заштитено од ова, да се внимава да не се престоја подолго време на сонце, значи да биде под сенка, значи или под чадор и така. Тоа значи за малечките бебиња, да, што туку родени? Да, и за бебињата да бидат, значи, заштитени од сонцето, од директната сончева изложеност. Заради тоа што тие фактори на UV индекс се многу високи, така да се заштитат од тој дел. Ви благодариме.